Изградба на детска градинка во село Лески, канализација во село Истибања, училишна спортска сала за основното училиште Славчо Стојменски, повеќе наменско игралиште, дополнителни средства за филтер станица за село Трсино. Ова се дел од барањата кои преку амандмани за ребаланс на буџетот за 2017 година ги поднесе претеничката Магдалена Манаскова, а кои беа одбиени од парламентарното мнозинство. Претеничката Манаскова во телефонски разговор за ТВ Стар, како одговор на обвинувањата на дел од претениците дека ВМРО ДПМН требало да ги реализира проектите додека биле на власт, потенцираше. Овие амандмани се однесуваат на проекти кои што веќе беа влезени во програмата за предходните парламентарни избори. Врз основа на таа програма ние ги посетивме сите населени места во општина Виница и како партија убедливо ги добивме изборите во Виница. Но за жал, ради ситуацијата се разбира, не може да продолжиме со реализација на програмата. Бараните пари сега, наместо државата, ги обезбедува општината. Благодарение на локалната самоуправа и градоначалникот Емил Дунчев, обезбедени се средства од Светска банка за проектот кој што се однесува за изградба на филтер станица во село Трсино, исто така и за уште неколку проекти како фотоволтаичен систем за училиштето во истото ова село и изградба на локалниот пат село Грлани, село Калиманци. Овие средства се во висина 260.000 евра, а се од програмата за рурален развој. Манаскова апелира уште еднаш до Министерството за финансии да не го кочи подпишувањето на договорот што треба да се случи деновиве, пред распишувањето на локалните избори. Инаку дополнителните средства во висина од 6 милиони денари, што беа побарани со одбиениот амандман, ќе ги обезбеди општина Виница.